Благодарам на интересот и вашето масовно присуство. Се работи за сериозна тема, министерот ја најави. Секако на крајот на маргините може, ако не друго, да се информираме и за други теми, заради тоа што е добро да ги користиме сите прилики со градоначалниците за одредени теми за кои што веќе дадовме најава за преземање на одредени активности од страна на државата. Треба да знаат општините до каде сме дојдени, кои се плановите, кои се следните чекори, некои рокови од прилика, за да можете секако да ги планирате соодветно и вашите активности, да знаете како да пренесувате одговори на граѓаните кои што ви избрали. Од прилика по 4 месеци сте сите градоначалници, освен оние што имаат продолжени, односно нови мандати. Новите градоначалници веројатно сега сватија колку сериозна обврска добивме од граѓаните. И тоа е голема чест, но и сериозна одговорност. Време е да се зафатиме со сериозни проекти, кои што секако изискуваат многу храброст, сериозна дебата, транспарентност и во советите и пред граѓаните, но и носење одлуки. Македонија од децентрализацијата на власта ги зајакна општините. Со Законот за рамномерен регионален развој 2008 година се создадоа и статистичките региони, но во неколку области немаме подмрднување. Една од областите е депонирањето на сметот. Имаме земји околу нас што почнаа преговори со Европската унија, тоа се Црна Гора и Србија. Црна Гора е пред отварање на поглавијата за екологија и буквално, народски кажано, овде ќе се измачат и окозат и ќе изгубат години. Зошто? Заради ненавременото решавање на одредени проблеми врзани со екологијата. Видовме колку е значењето на воздухот и реакциите и сензибилноста на граѓаните. Видовме кога гореше депонијата во Струга, порано во Тетово, колку се граѓаните чувствителни на овие прашања, но и сите заедно знаеме дека во секоја општина, во секој град и во секое село, од било кој пат да излезете надвор, ќе видите дека има дива депонија. И тоа е факт. Сме земја со доминантно, односно со една од најзастапените дејности, производството на храна, од секаков аспект. Иднината за нашето производство, иднината на здравиот и еколошки начин на живот на граѓаните, мораме и не е должност да ја обезбедиме. Имајќи го целото ова во предвид, после првите состаноци со градоначалниците, каде што заедно споделивме желба да влеземе во решавање на ова горливо прашање, со здружени сили, локалните самоуправи како засебна власт и централната извршната власт како посебна власт, за некоја тема која што од општ и важен и императивен интерес на граѓаните. Седнавме заедно со експертите од министерствата, овде беше најмногу екологија, но работевме со локална самоуправа. Седевме заедно со експерти и од дома и од надвор, помогна Европската унија и на крајот донесовме решенија кои што денеска сакам да ги представиме, да се договориме и да чекориме кон нив. Во делокругот на она што значи постапки и процеси на собирање на смет, постојат 3 лота или 3 компоненти: собирањето на сметот, транспортирањето на сметот и депонирањето на сметот. Сите овие надлежности се на локалните самоуправи. Првичната идеја која што најавивме беше со промена на Законот за локална самоуправа, комунални дејности, јавни предпријатија, цврст отпад, да ја преземеме надлежноста депонирање на смет. Македонија сака да исчекори во нови децентрализации. Ова ќе се свати како нова централизација, без разлика колку е важна причината. Правните експерти ни дадоа окажувања, ги видовме сите аспекти и се согласивме дека треба да одиме со флексибилни, многу поимпактни и брзи решенија кои што ќе го дадат резултатот. Денеска сме овде исправени, јас и министерот, пред ЗЕЛС, начело со председателот и градоначалниците со сите општини, да побараме со општините да постигнеме договор. Тоа значи да преку законски овозможени одлуки, кои што треба да се донесат од советите на општините, времено биде пренесена надлежноста на централната власт. За унифицирано, организирано настапување во делот на договарањето на сметот. Штом ќе биде организирано, таа само ќе биде препуштена повторно на општините. Зошто велам препуштена? Заради тоа што и на општините да остане и на централната власт, моментите на реализација се неколку вида. Општините сами да ги градат со сопствени пари, општините ги градат со грантови,
општините да ги градат со јавни приватни партнерства или општините да ги градат со концесии. Тие се начините кои што постојат на реализација на ова работа. Соодветно и нашите региони, 8 статистички, може да се решават како региони и може да се решават како централна власт. Од 2008 година со регионалното поставување и организирањето помеѓу 9 и 13 општини колку се во регионите, ова работа не тргна. Имаше општини кои што беа во напредна фаза или региони, Полошкиот регион, има одредени исчекори, преговори, инвеститори тука, не се донесо одлуките. Југоисточниот плански регион, каде што јас извршував функција градоначалник, дојдовме до самиот крај, до предпотпишување на договор со АСА, во последен момент, заради немање на храброст од страна на општините, се откажаа сите овие постапки. Зошто? Заради тоа што многу е тешко да прифатите дека граѓаните треба да платат нешто повеќе од тоа што традиционално го платиле. Тука беше тој прекршителен момент каде што се немаше храброст. Годините како одминаа, се понудија нови технологии. Сите знаеме, некои веќе разговараат со вас, многу повеќе разговараат со нас. Имаме технологии на собирање, на депонирање на сметот, комплетно еколошки, со секој пат биле, но апсолутно не продуцираат дел од нив ниту денар повеќе трошок за граѓаните од тоа што го плаќаат. Повеќе се видовите на технологии. Најважниот дел за нас како земја во развој е ако можеме да реализираме проекти кои што, ако е возможно, нема да имат дополнителен импакт за покачувањето на она што треба граѓаните да го платат. Конкретно, во било кое село во Македонија, 100 до 150 денари се плаќа собирањето на сметот, еднаш до два пати неделно доаѓа тракторот, го зима, го носи на дивата депонија. Диви се сите депонии. Или во градовите, тоа се организирано собира со комуналните јавни предпријатија, се транспортира до дивата депонија. Затоа што немаме ние санитарно по пропис организирани депонии. 50 големи постојат прилика во државата како депонии, некои рурални средини или рурални општини го имат и организирано начинот на собирањето на сметот, но сите знаеме дека тоа не е ниту согласно закон, ниту согласно етичката поставеност или европските вредности кон кои што тежнееме. Имајќи го во предвид тоа, нашата барање денеска и дебата која што сакаме да отвориме со градоначалниците е со одлука кои што се формализирани, правно формално подготвени. Веројатно ќе тргнеме и со регионите, но јас би сакал брзи реакции, брзо действување. Пролетта е пред нас, одличен момент да почнеме. На вас ви требаат резултати и проекти, решенија на граѓаните да им понудите, да влеземе со начин на одлучување преку советите, тоа се транспарентни органи согласно законите во Македонија, каде што ќе се одлучи делот на депониите времено да се предаде на управување на државата. До организирањето на депониите и после тоа се враќаат комплетно надлежностите назад. Од сите 8 статистички региони имаме различни ситуации. Овде ќе барам сериозна поставеност и заштита на интересот и на граѓаните и на државата од сите. Овде сакам да бидеме буквално координирани, унисони и да ги штитиме интересите на општината, на државата, а со тоа и на граѓаните. Не е сериозно според мене било кој градоначалник да крева паника, да отвара дебата за нешто што во суштина не знае што е. Значи, дали ќе биде тоа претоварна станица и во филозофијата во главата стои тоа куп ѓубре некаде сместен, времено да се носи, тоа не е така. Тоа се контейнери, еколошки добро организирани, претовар, цел свет функционира. Не ја измислуваме топлата вода. Или кога збориме за депонија, тоа не значи дека од целиот регион ќе се собира сметот и токму тоа во мојата општина сега ќе се депонира, па и тука е тоа во селото, па и таму иш кај што живеам и сега како ќе објаснам. Не. Има палионици, пример како технологија, кој што апсолутно ниту смет гледате, ниту ништо. Имате продукција на струја од него, комплетна одржливост во делот на секундарната употреба на производите, современи системи и во светот се борат општините кај кој да биде локацијата. Има борба. Затоа што сметот е најнов бизнис, кој што буквално е еден од најпрофитабилните, а ќе го има додека го има човекот и продуцира отпад. Мораме да размислуваме во правец на она што значи модерн. Сите сме колку толку излегле од Македонија и сме виделе
како се организираат депониите широм светот и треба да влеземе во вакви концепти. Од тука ќе ги кажам регионите. Скопје влезем во фаза со Дрисла и организацијата. Веројатно би требало да има скоро одлуки на Врховен суд, како ќе се пресечат одлуките и Скопје ќе знае во кој правец се движи. И североисточниот и источниот регион имат заеднички концепт, поддржан преку ГТЗ, со локација во Свети Николе, и не треба да дигаме паника. Каде е градоначалникот на Свети Николе? Тука. Ево. Сите за тебе и ти за нас. Значи нема да се случи ништо драматично, освен бенефити за Свети Николе. И нема да дозволиме нешто да се случи. И тој концепт треба да е обезбеден со сериозни грантови, кои што ќе бидат бенефит на граѓаните на двата статистички региони. Полошкиот регион исто така има нешто почнато. Ми кажуваат дека постои некој начин на изработка на проектни документации, технички документации или слично. Швајцарија ли стои, како стои? Останати 4 статистички региони. Наша цел како влада е да го решиме сметот во државата комплетно преку организирање на современи технолошки аспекти на санитарно депонирање, кое што представува начин на европско депонирање на сметот. Општините овде имат сериозна обврска. Тоа значи дека секој граѓанин во иднина ќе мора да има договор кој што ќе го легитимира пред својот комунален инспектор каде го депонира сметот. Односно да го почитува закон. Тоа е обврска на општините преку своите комунални инспектори и дел од таа служба имат и еколошките инспектори. Секоја домаќинство, секоја фабрика мора да има склучено договор. Најчесто или 98% од држава тоа се јавните комунални претпријатија. Со нив мора да покажат дека има договор, согласно договорот добиваат фактура за сметот, обврска на комуналното да го земе сметот, да го дигне и да го носи до депонија. Таа обврска на општините. Организацијата и транспортот се денеска општините имат дејност депонирање, апсолутно не плаќаат за таа дејност ништо, имат луѓе кои што работат на депониите, малку се, обично една машина компресира таму бутка се да отвори место, до кога не знаеме никој. Но сериозната дејност на општините е собирањето на сметот, овде наплаќате смет на сметките, кои што обично одат со сметките за вода, во кои што е собирањето и транспортирањето до депониите. Во суштина нема се случи никакво правно, формално или прагматично, практично одзимање на некоја надлежност. Само државата ќе влезе, за да влезе директно и да го реши ова прашање. Барам денеска да отвориме дебата. Генерално градоначалниците, јас на 2-3 пати ја отворам темата, се согласни, но ако има било какви дилеми, треба да ги исправиме пред нас, да ги издискутираме, да ги затвориме со заклучоци, да знаеме дека постапува. Носител на активноста секако е Министерството за екологија согласно закон, ќе помогнат сите други служби во тој дел, најмногу очекувам помош од општинските служби, за да се организира целата таа постапка, за да можеме конечно во државата да решиме сериозно прашање. Начинот на организирањето на сметот е сериозна економска дејност. Таа учествува во бруто домашниот производ на државата. Ако бидеме паметни, ќе создаваме дополнителна вредност во Република Македонија. Создавањето на дополнителна вредност секогаш со 1 промил, со 1%, со 10%, со колку и да е, влијае директно на економскиот стандард на граѓаните. Од тука прашањето е од неколку аспекти сериозно и треба да навлеземе во неговото решавање. За да можам да дадам пас на темата, јас само ќе најавам неколку теми кои што би сакал на крајот да можам и да ве информирам како градоначалникот и обично ги водам со други сектори или ресори. Тоа се начинот на обезбедувањето на финансиите заради враќање на долговите на општините, подготвувањето на сите постапки за новиот чекор на децентрализација. Рековме дека 2018 година е година на подготовка, да се додецентрализират одредени надлежности и актуелното прашање на блокирани општини, посебно и училишта, каде што не може да се плаќа струјата. Битола е едно, не знам, има и неколку други општини, каде што без разлика на зголемените блок дотации, парите одат за блокирани школи заради превоз, некој заради грејење веројатно или слично, ќе мораме и тој механизам да го изнајдеме како решение. Она што сакам да го знаат општините, веројатно таква и по структура и владата, е проопштински ориентиран. Наша намера е да ги зајакнеме општините заради тоа што веруваме дека со децентрализацијата ќе ја зајакнеме и демократизацијата во Македонија.
која што е општа тенденција на сите земји, така и кај нас. Ние веруваме дека носењето на одлуки на локално ниво се многу поблиску до граѓаните, се носат почесни одлуки, се носат потранспарентни одлуки, намалуваме основот на корупција во државата и одлуките се вистински заради тоа што се блиски до граѓаните. Не може Заев или било кој министер да знае што е подобро за граѓаните на Тетово, на Битола, не знам, на Охрид, од самиот градоначалник, кој што е секој ден таму со граѓаните. Така да од тој аспект сериозно влегуваме во сериозни тенденции, но ова е една проблематика во која што можеме да преживееме сите. Уште 4 години да истерате вие мандатот, владата да истера мандатот, да останат вака дивите депони, но сите знаеме дека едно од прашањата, кога ќе одите во првото село да соберете собир на граѓани, ве прашуваат градоначалник или градоначалнички, што правиме со сметот? Го има насекаде. И кога им кажете, добро, луѓе, треба да платиме за таа работа, ама нели може некако да ни го решите? Е сериозно прашање кое што треба да го решаваме. Од тука сакам и председателот на Зелски даде свој осврт. Ова е сериозна тема на која што треба да пресечеме, да носиме одлуки согласно дискусиите и коментарите кои што денеска ќе имаме. Ние како извршна власт ќе знаеме дали сме подготвени да чекориме во тој правец за кој што еве и разговараме или предлагаме пред општините. Благодарам на сите.